зачуди големиот број на нотификации на Инстаграм. Веднаш ми стана јасно дека нешто се случува. Една пријателка имаше направено скриншот и ми го имаше пратено и ми кажа дека ја заследил некој профил, што го има моето име и на крајот од името имаше само бројка. Тука сватив дека трето лице има креирано со моите податоци лажен профил на Инстаграм. Веднаш направив репорт, го зедов скриншотот што ми го испратија, го ставив на стори и замолив, како што прават сите, ако може да го пријават профилот за да биде отстранет од Инстаграм. За секој од нас постои некаков механизам, некаква јадица на која ќе се фатиме, некаква мамка за која ќе се залетаме. Криминалците брзо сватија дека е многу подобро да украдат 1.000.000 пати по еден денар отколку еднаш 1.000.000 денари. Затоа што еден украден акаунт или привремено земен акаунт или неколку денари земени или не знам 100 денари земени од многу луѓе и да се пожалат тие луѓе, нема некој многу да се засекира. Ако е наеднаш една голема бројка, тоа ќе стане интерес на многу истражни органи. И затоа оваа приказна се повторува и ја гледаме цело време. Јас сум редовен пријавувач на се што ми се чини сомнително во интернет просторот и мислам дека треба тоа се почесто да го правиме со цел нели да се заштитиме. Можеби е тоа моја грешка и грешка на повеќето луѓе што се што се појавува како аномалија на интернетот и се што ни ја загрозува нашата приватност и безбедност, од недоверба кон институциите ние не пријавуваме, а од друга страна еве како новинари апелираме дека луѓето треба да пријавуваат. Изгледа луѓето заборавија дека се што е премногу добро да биде вистинито, не е вистина. Немојте да брзате. Ако нешто ве тера итно да реагирате, ако ви предизвикува емоција, ако ви предизвикува било каков порив брзо да реагирате, застанете и размислете дали ова навистина вреди брзо да го одговорам или воопшто дали вреди да го одговорам. И најдобро консултирајте се со уште еден човек. Излезете, прошетете, размислете навистина дали е така, бидејќи ништо не е толку хитно колку што изгледа дека е хитно.